Последни вести денеска, добро вечер. Регулаторната комисија утре ќе соопшти новата цена на струјата. На владина седница пак ќе се најде барањето на ЕСМ за прогласување кризна состојба. Министерката Божиновска уверува дека проблеми со снабдувањето со струја нема да има и ќе се трошат државни резерви на мазут. Барањето на ЕСМ за прогласување кризна состојба на пазарот со електрична енергија поради отежнатата набавка на мазут како резултат на секојдневните блокади на граничните премини со Грција од протестите на грчките земјоделци, ќе се разгледува утре на владина седница. Министерката за енергетика Сања Божиновска уверува дека нема да има енергетска криза, ниту рестрикции за граѓаните, посочувајќи дека државата располага со резерви од 10.500 тони мазут, доволни за покривање на потребите во наредните 47 дена. ЕСМ поднесе писмо до владата, тоа ќе се разгледува утре на владина седница. Нема да има никаква криза, за граѓаните тоа нема да значи ништо, бидејќи државата има резерви на мазут. Тоа значи дека ако знаете дека има протести со грците, значи има повеќе од 50 дена неможност да се добави мазут, тоа значи дека државните резерви ќе ги снабдат ЕСМ со мазут. Инаку со цел за јакнување на енергетската независност, денеска во владата беа подпишани договори за изградба на фотонапонската електрана Битола 3 и за ревитализација на хидроелектраните фаза 3 со вкупна инвестиција од 97 милиони евра. Договорите ги подпишаа Министерството за финансии и АДСМ со Германската развојна банка и Европската банка за обнова и развој, кои ќе ги финансираат проектите. Според премиерот Христијан Мицкоски, инвестицијата ќе придонесе за отворање на нови работни места и развој на локалните заедници. Очекувам дека и во иднина ќе испорачаме резултати кои што ќе не водат како држава кон енергетска независност и од држава увозник да бидеме држава која што ќе биде извозник на електрична енергија. Бидејќи не можете вие да увезувате нафта, да увезувате газ, да увезувате секаков енергенс и да бидете конкурентни на пазарот. Тоа е невозможно. Барем тие ресурси со кои што располагаме, а тоа е обновливата енергија, сонцето, ветерот, водата, да можеме правилно да ги канализираме. Министерката Божиновска на брифинг со медиумите информираше и дека за 2026 година до Министерството за енергетика се пристигнати барања за изградба на енергетски капацитети со вкупна моќност од 10.950 мегавати, од кои најголем дел се фотоволтаици и ветерни електрани. Дополнително кажа и дека очекува до крајот на 2027 година целосно да биде завршена изградбата на интерконекторите во Грција и Србија и со тоа Македонија да стане транзитна земја за газ. Нема договор за вонредно зголемување на минималната плата, ниту по денешната седница на Социјално-економскиот совет. Премиерот Мицкоски порачува дека владата нема против да се зголеми минималецот, ако за тоа се договорат работодавачите и работниците. Синдикатот не исклучува протести. Поседницата од Организацијата на работодавачите изјава за медиумите не дадоа. Од Бизнис конфедерацијата пак велат до законското согласување на минималецот в март следната година има шанси за преговори, но енормно зголемување на платите оценуваат дека е невозможно. Тоа што го слушнавме во натре е лицитирање со потребата од зголемување на минималната плата. 600, 700, 800, дури 1000 евра. И владата и работодавачите нека седнат и нека се договорат за кој износ се спремни да зголемат минималната плата и да не повикаат на синдикатите и да ни кажат што ќе се случи. Меѓутоа, предлагаме тоа да го направат најбрзо што може, за да не си ја честитаме нова година на различен начин. За жал, сите беа внатре од другите синдикати неми по однос на борбата за зголемување на плати. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите, така да топката е помеѓу синдикатите и работодавачите. До март можеме само да се договараме, меѓутоа конкретно со точна бројка или со точен износ на минималната плата, мислам дека неки може да излезе. Советот на јавните обвинители денеска едногласно ја избра Анита Тополова Исајловска за биде јавен обвинител како единствен кандидат, откако Љупчо Коцевски минатата недела поднесе оставка. Тополова Исајловска обвинителската кариера ја почнала во 2009 година.
Обвинителката Анита Тополова-Исајловска ќе биде привремен шеф на Државното јавно обвинителство до изборот на нов на местото на Љупчо Коцевски. Беше едногласно избрана на денешната седница на Советот на јавните обвинители и единствен предложен кандидат за функцијата. Ја предложи членот на Советот Кети Петкова, според неа како принципиелно, а не персонално решение. По мене тргнав од еден принцип да го предложам за вршител на должноста заменикот на републичкиот јавен обвинител, кој што овие години додека му траеше мандатот, ја обавуваше функцијата заменик. Тој е јавниот обвинител во републичкото јавно обвинителство Анита Тополова-Исајловска, која во континуитет била заменик и на републичкиот јавен обвинител Љупчо Јовевски, еден од замениците била на обвинителот Марко Зврлевски, во континуитет 10 години била заменик. Ја знае таа функција и мислам за неа нема да представува проблем за неколку месеци да ја обавува функцијата, не само за неа, туку и за целото обвинителство. Анита Тополова-Исајловска првпат е избрана за обвинителка во 2009 година, а во 2013 влегува во висшето обвинителство, додека по 3 години е унапредена во републичка обвинителка и заменичка на тогашниот државен јавен обвинител Марко Зврлевски. Како обвинител во републичкото обвинителство, Тополова-Исајловска во 2024 побара од Врховниот суд да го укине обвинението за случајот Талир на поранешното СЈО за незаконското финансирање на ВМРО ДПМНЕ, со аргументи дека е поднесено од неовластен тужител, односно по истек на рокот од 18 месеци што тимот на Катица Јанева го имаше за да поднесува обвиненија, но Врховен го отфрли барањето, а судењето се уште трае. Нејзиниот избор доаѓа по оставката на Коцевски, а кога ќе започне постапката за негов наследник се уште не е познато. Собранието прво чека предлог одлука од влада, па ќе распише оглас на кој ќе може да се пријават само обвинители и судии и кривичари со најмалку 10 години искуство. Американскиот председател Доналд Трамп ќе назначи нов американски амбасадор и во Македонија. Мандатот на актуелната амбасадорка Анджела Агелер, која е на функцијата од август 2022, нема да биде продолжен. Што ќе донесе доктрината на Трамп, Америка на прво место, повеќе од Гоце Герасимовски. По 3-годишна служба во Скопје, американската амбасадорка Анджела Агелер си заминува од Македонија. Таа е дел од 30-тината дипломати од кариера ширум светот, кои американскиот председател Доналд Трамп ги отповика во обид, како што го цитираат светските медиуми, американскиот State Department да го преобликува дипломатскиот став со персонал кој целосно прилега на агендата Америка на прво место. Американската амбасада во Скопје потврди дека Агелер ја напушта функцијата, а во изјава за МИА велат дека и се благодарни за незината служба и дека сега се посветени на обезбедување непречена транзиција до назначување на незин наследник. Кој ќе наследи Агелер засега не е познато, но дел од аналитичарите не исклучуваат можност, наместо кариерен дипломат, Скопје да добие представник со поизразен политички бекграунд и со поостар дипломатски пристап. Се работи за промената на стилот на водење на политиката. Имајте предвид дека и досегашните дипломати, кога ќе се смени председателот, бидејќи се тие негови директни представници, ја следат политиката на актуелниот председател. Но, промената на овие места со најверојатното назначување на политички представници, а не кариерни дипломати, може да значи дека доктрината Америка на прво место ќе биде спроведена со малку поагресивни, понастојчиви тонови, но тоа допрва треба да се види во стилот на кој ќе биде амбасадор и во стилот на кој ќе се постави новиот амбасадор. Во бранот од повикување од функциите се зафатени најмалку 29 земји, од кои речиси половина се во Африка. Во Европа, освен Македонија, промена на амбасадорските места има и во Црна Гора, Словачка и Ерменија. Сите од повикани ги презеле функциите за време на администрацијата на Бајден, но ја преживеа првата година од вториот мандат на Трамп, кој на почетокот беше фокусиран кон политички назначени лица. Агелер функцијата ја презеде во ноември 2022 година од Кейт Мери Брнс. Останува запаметена по острите пораки за корупцијата, а во една прилика рече дека во Македонија владее епидемија од корупција. За време на незиниот мандат на црната листа се најдоа неколкумина македонски државјани, а таа повторуваше дека листата останува отворена за нови имиња. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.